Несериозниот Никола во 2 мандата неограничена власт вети 8 милиарди евра странски инвестиции. Нема инвестиции, ама не задолжи за вкупно 4,6 милиарди евра. Несериозниот Никола сега вели било светска криза, ама пред 2 години, кога навистина беше светска криза, Никола правеше споменици и настрана складираше народни пари како да е фараон. Несериозниот Никола се фалеше дека владата била земјоделска и одвоила стотици милиони евра за земјоделците во Прилеп, Долненско, Мариовско и другите тутунарски краеви. Откуп нема, тутунот скапува и го палат. Од тутунарите украдоа 25 милиони евра, а он спроведе невидена репресија врз сите што побараа правдина. Несериозниот Никола вети дека нема да има млечна криза. Ги уништи млекарите и нивните фарми. Сега Македонија е увозник на млеко. Несериозниот Никола пред изборите 2008 потпиша решавање на проблемот на стечајците. На стечајците се уште не им се решени проблемите. Економските експерти од Обединети за Македонија уште пред 3 години те предупредуваа за светската криза. Не ти се слушаше, Никола. Затоа ние, Обединети за Македонија, сега сме подготвени и да ги санираме штетите што ти ги направи. Ќе спроведеме економска политика со основна цел драстично намалување на сиромаштијата и невработеноста и зголемување на стандардот на нашите граѓани. За нашите стратешки индустрии конечно ќе обезбедиме организиран пласман на нивните производи во странство. Конечно ќе бидат отворени модерни откупни центри во сите земјоделски региони во државата. Обединети за Македонија нема да дозволи на ниедна идна коалициона или било каква влада да дели народни пари по политичка линија. Државно земјиште и субвенции ќе добие секој што ќе исполни минимални критериуми како земјоделец.